Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев стана синоним за лаги, злоупотреби и криминал. Неколку дена, откако јавноста слушна разговори од Зоран Заев, се повеќе од неговите поранешни блиски луѓе и соработници се одважија да говорат за Зоран Заев и практично да го потврдат се она кое што граѓаните го слушнаа во јавноста од страна на медиумите. Вчерашното сведоштво на поранешната блиска соработничка на Заев и шарена револуционерка, односно активистка Мери Николова Буџаку, која беше дел од шарената револуција, даде јасна слика за тоа како действувал Зоран Заев изминативе години, манипулирајќи целата јавност. Таа потврди дека Зоран Заев пред доаѓањето на власт го заробил целиот невладин сектор во Република Македонија, баш онака како тоа што го призна и Зоран Заев во аудиобомбите кои ги слушна целата јавност. Тој подкупувал и корумпирал лица и невладини организации кои што имале потоа задача да оцрнуваат лица и слепо да служат на неговите штетни политики кои што ги промовираше во јавноста. Најскандалозно е признанието на поранешната соработничка на Заев Николова Буџаку дека Зоран Заев ги упатувал ваквите субјекти парите да ги подигаат од самата партија СДСМ без било какво покритие. Тоа покажува дека Зоран Заев и СДСМ има сериозен сомнеж дека користат црни пари со кои финансираат политички отстрел на неистомисленици. Можете да замислите од каде доаѓаат тие црни пари. Николова Буџаку тврди дека нејзи биле нудени пари директно од Зоран Заев за да ја подкупи нејзината наклонетост. Еве, чујте што вели Николова Буџаку во вчерашното излагање. Во тоа време ми беа понудени пари. Ви понуди Заев пари? Заев кажа, се што ви треба, одете земете пари во партијата. Да, ова е еден добар сегмент каде што јавноста може да види што всушност и како корумпирал Зоран Заев во невладиниот сектор. Затоа бараме институциите да ги проверат овие наводи, бидејќи тоа отвара сомнеж како се финансирала СДСМ и како ги троши парите без покритие. Очигледно дека овие трансакции не се евидентирани во извештаите на СДСМ. Дали Зоран Заев ваквите црни и тајни фондови ги полнал со парите од рекет, со Луи Витон торбите и потоа истите ги користел за корумпирање на невладиниот сектор, медиумите, правосудните органи, со цел да купи своја заштита и елиминирање на своите политики на неистомислениците. Поранешната сопартика на Заев призна дека тој самиот, освен што подплатувал, дрско манипулирал со јавноста, граѓаните и активистите во време на шарената револуција, пуштајќи едитирани материјали со што ги злоупотребувал чувствата на граѓаните се со цел да добие лични партиски ситни поени. Зоран Заев е давеник за сламка. Зоран Заев е политички губитник и тоа им е јасно на сите. Вистината веќе излегува на виделина, а наскоро тој и кликата околу него ќе бидат казнети од граѓаните во една транспарентна постапка. Сето тоа ќе биде истражено и санкционирано соодветно и од институции кои ќе бидат ослободени од неговите канџи и неговите црни пари. Времето на ваквите политики, како Зоран Заев што ги водеше, заврши. Благодарам, повелете прашањата кои што пристигнаа до ВМРО ДПМН. Вчера излезе вест во медиумите дека Зоран Заев праќал тајно депеше во неколку точки. Кој е вашиот коментар во врска со тој напис и контентот на депешето? Да, вакви информации околу испраќањето на тајно депеше до одредени странски дипломати стигнаа и до нас. Истите информации со тоа што морам да потенцирам дека доколку Заев бил храбар да праќа тајни депеша до дипломати без да извести јавноста, сега треба биде уште повеќе храбар и да ја признае на јавноста и да наведе зошто го направил тоа. Морам да потенцирам дека Зоран Заев во моментов е како давеник фатен за сламка. Тоа јасно може да се види од контентот. Повторно гледаме дека оди и фрла се на една карта, тоа е all in, се со цел само се спаси, бидејќи знае колку криминал има позади себе и знае што го чека после изборите. Очигледно е дека е подготвен и да се коцка и да се игра со судбината на сите граѓани во Република Македонија, од проста причина што е подготвен да буквално ги продаде и сите национални интереси, оние малку кои што останаа непродадени од негова страна. Едно е многу важно што мора да го знае јавноста, тоа е дека
ништо нема да го спаси од пораз Зоран Заев, ниту тајни ДПШ, а ниту било што друго. Времето на Зоран Заев заврши и почнува обнова на Република Македонија. Зоран Заев е минато и завршена приказна за оваа држава.